Добре Мишевски долго ќе го памети 11 јуни кога завлакно избегнал катастрофа. До 13 часот бил во неговата викендица, потоа отишол дома и за кратко му се јавил пријател да му каже дека неговата викендица е во пламен. Кога видов дека кровот гори, покушав да со вода, прска вода, видов дека не бива. Гасев горе додека бев на кровот, потоа се симнав доле во просториите и таму покушав да изгасам барем да го спасам на другиот дел. И влегоа мои пријатели и роднини и така ме извлекува од внатре. Благодарение на луѓето тука и пријатели и комшии и сите што се собра, сите, ја не знам и колку што ми кажуваа дека имало многу луѓе овде, сите што биле овде на гасењето и се заблагодарувам како може. Немам зборови повише за да се заблагодарам на сите ни на хуманост и на тоа што покушале да помогнат. Со брза реакција на професионалните пожарникари, доброволното противпожарно друштво и со интервенција од воздух, пожарот не се прошири во викенд населбата и куќите во непосредна близина и што е најважно, спасен е човечки живот. Кога дојдов овде беше веќе куќата за фатера. Чичко Добре покушаваше да ја спаси својата викендица. Даваше човекот се од себе. Кога видов со колку сериозни повреди, тој не беше ни свесен дека е на 4 до 5 места веќе изгорен. Морав да реагирам, морав да го ставам во кола, морав да го носам директно во клиничка болница Штип. Ѓоргиевски преку хуманитарната организација Подај рака спаси живот на денот на несреќата вети обнова на целосно изгорениот покрив на објектот. Ветено, реализирано. Како што ветив, ветеното е остварено. За само 2 недели обезбеден е материјал, комплетно е реновиран кровот и комплетно е саниран. Сакам да се заблагодарам прво на сите хумани граѓани што веднаш реагираа. Сакам да се заблагодарам на сите 13 луѓе што на терен дојдоа хуманитарно и мајстори и волонтери што ни пружија помош за во 2 дена да го завршиме кровот. Сакам да се заблагодарам на секој еден граѓанин што се вклучи во оваа хуманитарна акција и што на човекот со конкретни дела, не празни зборови, му помогнавме. Пожарите ја ставаат на испит и професионалноста на пожарникарите, но и хуманоста на граѓаните. Оваа приказна е потврда и за подготвеноста на нашите пожарникари, но и за хуманоста на штипјани.